Super, super, evo idemo. Dobri ste? Da si staviš. Нямаме кондиция, наравно живееме ми не сме планина. Добре, да да знаеш. Аз сега пред 2 месеци супер. Како си беш? Убо си? Ајде, да не стрешно се. Ајде, ја си ранија? Ти добар? Беше кишме. Ајде него пичу. Не бе сони. Ево бака, Селам алейкум, добар ден на сите. Пред некој ден бевме на исто место од овде. Ја немам многу што да ви кажам. Работите иначе во кампањата одат одлично. Сноши имавме митинг огромен, некои од вас и беа сигурно на митингот. Еден од најголемите митинзи што е одржан во Македонија. Се гледа дека на тој митинг дека е еуфорија, не се луѓе донесени на сила, како што имаше ВМРО пред некој ден. Така да еуфоријата е направена, народот е спремен за промени, но сега треба да бидеме мирни, да бидеме свесни дека ова диктаторска власт со сите сили и со сите средства ќе овие денови ќе пробат да се задржи на власт. Затоа ве повикувам овде во Подгорци, кој што сме. Бидете предпазливи, имам веќе некои информации дека ВМРО влегува дури во фамилии кај што се декларирали како албанци и биле за ДУИ и сега отишле за ВМРО. Затоа што им дале по некој пакет или по некој средства. Таква работа и ако дознаете, може слободно да ја пријавите. Тоа се по новиот закон затвор. И смееме некој да ги купи со ситни пари нашите гласови. Тоа купување на гласови за нас ќе биде голема пропаст. Сите ние се мачиме за да направиме неголеми промени, а некој со ситни пари да ги купи. Замолувам, бидете овде присутни и пазете кој и како влегува. Зборувам за пари за купување. Ако некој сака да гласа за ВМРО, нека си гласа, но не да го купи и да биде само гласаш со пари. Зато пријавете све што ќе видите. Тоа е во ваш интерес, во наш интерес. Сакал на нашиот гостин да му дадам збор, ево, одвои време, иако е во втората изборна единица кандидат за пратеник. Познат ви е Мухамед Зекири, еден од најдобрите новинари во Македонија, кој што не се плашеше да јавно во Алсат додека беше да поставува прашања директни на сите политичари, не само на Али Ахмети, и кој што знам дека имаше многу проблеми од таа страна, затоа што никој од политичарите не сека да му се поставуваат прашања што не сека да ги слушне, затоа што повеќето од политичарите кога одат на телевизија имаат нарачени прашања. Затоа овој човек носи една нова иднина и во оваа коалиција. Гледате дека оваа коалиција е мултиетничка и тоа е убавината на оваа коалиција. Има и торбеши, албанци, и турци, и македонци, од сите етнички срби, значи има стварно сите етнички заедници подеднакво се застапени и со пратеници и со све. Му давам збор на Мухамед Зекири и му благодариме што дојде да не посети. Поздрав за сите вас, задоволство ми е што сум денеска меѓу вас, да ви се обратам и да ви кажам дека оваа криминална власт, што од 11 ќе биде поразена длабоко од вас, граѓаните. Така е. Само за една работа е заслужена.
тие се заслужни што не сплотија сите. Сите нас различни, и албанци, и сите етнички заедници, и без разлика на верската припадност, сите сме заедно. Заедно сме затоа што тие се злото. А нема подобро нешто да се бориш против злото и лошото. Ние зема еднината на сите нас. Еве и тука разбрав, а во секој населено место што одиме, пола село го нема тука. Повеќето млади се иселени. Се иселени затоа што не видува перспектива тука. Никој не сака да си оди од својот дом и да ги напушти своите родители за парче леп. Овие криминалци мислеа само на себе. Украдоа се. Се што украдоа од нас. Тоа се наши пари. На сите. Зашто? За да се богатат они и за да мислат дека ние сме нивна собственост. Слушнавте сите од проектот Вистината за Македонија, кој ја објави председателот Заев, веќе 2 години ја водиме таа битка. Што и на каков начин они владееле? На сите што не мислеа како нив, им наштетуваа. На дел, еве го и Фијат, еден од жртвите, знаете што му се случи. Знаете што им се случува на многу луѓе кои што се по затвори невини, кои што ги месте. Затоа оваа битка не е ниту на СДСМ лична, не е ниту на Заев, не е ниту наша лична. Тука е заедничка битка, за се работи за еднината на овие млади деца, на младите, на сите нас. Да можеме да ги задржиме тука и да им дадеме перспектива, да им овозможиме да работат тука, да основаат семејство и да бидат покрај своите родители. Затоа што не може да дозволиме. Само според Светска банка податоците преку 600.000 луѓе за 10 години ја напуштиле Македонија. Такви се овие лажни патриоти. И од ВМРО до ДПМН и од ДУИ. Не е патриотизам да го крадеш собствениот народ. Не е патриотизам да убиваш невини луѓе, не е патриотизам да апсиш невини луѓе и да местиш. Патриотизам е да мислиш за младите. Патриотизам е да дојдеш да ги решаваш проблемите на луѓето. А најголем патриотизам на 11 е да се гласа против ВМРО, ДПМН и против ДУИ. Затоа што тие се вистинските криминалци кои што ќе бидат поразени на 11. Ние заедно се боревме и ќе извојуваме победа. Вчера тоа се виде и на големиот митинг во Скопје. Више и на неголемите скептици им е јасно дека е готово. Готово е. И не треба тоа што го спомна и Фијат да дозволиме за ситни пари да ја купат нашата иднина и вашата иднина. Они имаат пари. Имаат пари затоа што ги украдат. Тоа се ваши пари. Наши пари. Може да дојде да ги нудат последниве денови пред избори. Но не дозволувајте за 1000 денари, да за 50 евра, за 100 евра да се продавате. Затоа што 4 години ќе бидете нивни робови. Не смее никој да дозволи. Треба ова да го кажувате на секој ваш пријател. Дека готово е. Не смееме да дозволиме вредности за младите наши да бидат криминалци и да се огледаат на нив. Треба да дозволиме вистинските луѓе да ја водат оваа држава. Пред се и над се мора после 11 да ја вратиме правдата. Зашто без правда нема ништо. Ќе направиме целосен реизбор на суди, ќе се формира специјален суд кој што ќе ги работи предметите од специјалното јавно обвинителство и буквално сите што правеле криминал, сите што краделе, сите ќе одговараат. И не само што ќе одговараат, туку и целото богатство ќе им биде конфискувано и тие пари ќе се вратат кај вас, кај граѓаните, за да се вложат и да се инвестираат за проекти за вашите потреби. Затоа што они ги крадеа нашите пари и не дозволуваа да се гради и да се решаваат проблемите на луѓето. Во секое населено место проблемите се речиси исти. Дадоа милиони за еден проект Скопје 2014, само со цел они лично да се богат. Го наказија Скопје, крадеа колку што можат, а за еден лав да не се изградеше, у едно село ќе се решеа проблемите. Толку пари потроши. Затоа на 11 ве молиме, бидејќи се работи за вас, заокружете број 4. Тоа е иднината и ваша, и наша, и заедничка на сите деца. Благодарам. Исов, каде кажа? Беше еден Фару.
Janek bol čuje do pravo država. Pravo, oni nema ništa sa prava. Recane. Pala vijeća. Ne može. Treba da budeš pismeni posle izgleda. A ne da ja. Mogu da se ne